Импресивна е разноликост на релјефни облици на мал простор. Планински свет со преку 150 врвови повисоки од 2000 метри, фасцинантни шуми и диви планински реки. Црна Гора има што да им понуди на љубителите на планинарењето. На надморска височина од 950 метри, со поволна географска местоположба на магистралниот пат Белград-Бар, обкружен со планини и глечерски езера. На северот од Црна Гора не можете да го заобиколите Колашин. Овој зимски центар се наоѓа на падините на планината Бјеласица на левиот брег на реката Тара. Кога ќе падне првиот снег, Колашин почнува да живее. Вон туристичката сезона, ова градче е празно и мирно. Pa zaradio, vjerovatno ljudi koji drže te privatne apartmane i to da imaju koristi od toga. Znači, ovo drugo slabo za život u Kolašinu. Slabo, nema fabrika, nema ništa, ne radi, sve je mrtvo. На 9 километри од Колашин, на Бјеласица, се наоѓа ски центарот Језерине. Располага со две жичарници, една двоседна долга 1840 метри, 4 ски лифта и уште една нова модернизирана жичарница со 6 седишта. Ова мало градче со околу 9000 жители нуди многу комбинации како да го поминете вашиот зимски одмор, од скромно сместување до најексклузивни хотели. Но кај и да бидете сместени, не можете да ги одминете колашинските специјалитети. Домашна пита со лиснато колашинско сирење и колашинскиот специјалитет цицвара. Најефтиното ноќевање е 10 евра. За оние со подлабок джеп, тука се хотелите Бјанка Ресортен Спа и Липка. U principu nama su svi gosti dobro došli u tom smislu i od individualnih gostiju, znači porodica pre svega, do poslovnih ljudi, kompanija koje organizuju team buildinge, razne prezentacije i konferencije, do sportskih ekipa, turista, opet sve vezano za sezonu, znači naravno u zimskoj sezoni to je skijanje, leti to su razne vrste sportova koje se takođe mogu ovde upražnjavati od šetanja, od hajkinga, bajkinga do fotosafarija, tu je Biogradska gora, imali ste prilike to da vidite i da se upotpuni jedna ponuda aktivnog, da tako kažem, odmora koje jednom gradskom čoveku sada najviše i treba. Локалната власт прави напори да го искористи оно што им го подарила природата и да им обезбеди подобар економски живот на жителите. Плажата и морето се асоцијација за Црна Гора, но тука се повеќе се инвестира во зимскиот и алтернативниот туризам. Ова е националниот парк Биоградска гора, една од трите последни прашуми во Европа. Овој национален парк се наоѓа во централниот дел на Бјеласица, меѓу реката Тара и Лима. Во паркот има 26 растителни заедници со околу 2000 видови и подвидови. Евидентирани се повеќе од 200 видови птици. Фауната е сочинуваат елени црни, дивокози, волци, диви свињи, лисици, зајаци и околу 350 видови инсекти. На висина од 1094 метри во срцето на прашумата се наоѓа Биоградското езеро, најголемо и најпознато езеро од низата леднички езера на подрачјето на националниот парк. Ова е познато излетничко место, со уреден паркинг простор, ресторани, бунгалови, осветлени пешачки стази, простор за кампување. Во летните месеци привлекува голем број туристи, кои на пат кон морето се одмараат од високите температури. Еден од најпрочуените историски и културни споменици во Црна Гора е Морачкиот манастир. Со векови бил духовен, просветителски и културен центар. Се наоѓа покрај водопадот Света Гора, кај коритото на Морача, 10 километри од Платија до Колашин. Најмонументална слика представува пророкот Илија, гонет од Ахав, најлошиот од сите еврејски цареви. Стои осамен покрај потокот Хорат во планината, дружејки се само со гавранот кој му носи храна. Необичен по својата тематика, со висока уметничка вредност, овој циклус завзема посебно место во сликарството. Во подножието на Дурмитор, каде се најубавите суровости на природата, се наоѓа највисокиот град во Југоисточна Европа Жабљак. Тука на 1450 метри надморска височина, снегот се задржува и до 6 месеци. Скијање, санкање и сноуборд на стазите на Дурмитор. Ски стазите на Савин Кук се уредени за сите дисциплини. Nalazimo se u ski centru Savin Kuk. Ovo je najpoznatije i najkompletnije skijalište u Crnoj Gori. Nadmorska visina odakle gde se sad nalazimo je 1500 metara i kao što vidite žičara ide do 2150 metara.
Znači, skijalište Savin Kuk raspolaže znači, sa ove 2 žičare, sa 2 sjedešnice i sa 3 prateća lifta. Skijalište je poznato po tome što ima jako puno snijega, jako puno snižnih padavina i evo sad mjesec je novembar i čak u novembru znači ima jako puno snijega. Skijaška sezona počinje 15. decembra i završava se krajem aprila, odnosno sa prvomajskim praznicima. Неизбежно излетничко место е Црно езеро. Името го добило по кристално модрата боја при одразот на високата четинарска шума која што го обкружува. Во зима е покриено со ледена плоча, а во лето достигнува температура и до 20 степени. Ова е само дел од она што го нуди Црна Гора. Добрата забава, кафе баровите и хотелите можат да бидат ваша дестинација за дочекот на Нова година, а најважна од се е гостопримливоста на црногорците. Dođite, bit će nam zadovoljstvo da vas ugostimo. Dođite, među prijateljima ste, nije daleko.